имаат. Озвучени сме, подготвени сме, добро сме расположени. Добро ни дојдовте Сакс Брадерс. Добро не. Да, другите двајца колеги се таму, имате уште една номера, меѓутоа веднаш до мене е Оли, така рече дека сакаш да те представам, така и Трајче. Па Како Трајче, сте? добро дојдовте. Супер, одлично друштво, помеѓу две преубави дами. Благодариме. Че шармот ви е во крвта. Да, Покрај инструментите мора. Покрај инструменти. Зашто вие двајца токму одлучите тука да дојдете? Тоа е една мала тајна и Поради Дедо Мраз. поради Дедо Мраз. Тој ја одбра. Така. Добре, не испадна дека стварно се шегуваме, токму така и нешто се случи, значи поврзано со Дедо Мраз. Падна идејата, договорот или некоја порака ви стигна кој знае од каде? Сосема спонтано излезе сето тоа, ние сме колеги од работа и саксофонисти веќе сите дипломирани на музичката академија. Као Дедо Мраз порака да ни прати, пред новогодишно се подсобравме така и добивме неколку партитури од вакви композиции. Ги просвиревме, тогаш така пробно, убаво прозвучи, дојде како една идеја да профункционираме на еден ваков начин. Одлично. Јас сум многу расположена и горда бидејќи за прв пат се појавувате премиерно вака во овој состав и фактички ви правиме еден вид на промоција. Јас се надевам дека сите оние на кои што ќе им се допаднат овие момци, навистина прекрасни, Сакс Брадерс, уште еднаш ќе потенцирам, дека можете да ги поканите во некој добар амбиент, доколку сте љубители на оваа музика. Саксофон. Зошто токму избор на овој инструмент? Саксофон. Од мали љубовта према дувачките инструменти, поготово саксофон, е убав инструмент кој што е помеѓу дувачките така како побаран и посакан од секоја половина, посебно од понежната и уште еднаш мораме да ви се заблагодариме за преубавата најава, може би требаше името да биде. Стиг Брадерс, добро се вака момци, комбинација, тоа беше повеќе шега, бидејќи сакавте да ве најавам нешто оригинално, па и тоа ќе го запомнат сите сега. Па мислам дека да. Ништо туши ључа тамо ни се смеат. Се смеат и Тие само сме да се смеат, така ни рекоа. Сега добро, тоа тие имаат малку своја интерна шала, меѓутоа поделени се на слободни и на жените, така? така. Пола. И велат тие за жените не смеле да зборуваат. Подржаните супруги, но верувам дека ова само шега. Ова е инструмент кој што е значен за џиз музиката. Така. Токму така, како и кој одлучува? Има ли некој главен кој што не знам, ви кажува кои песни да ги свирите или сето тоа заеднички го правите? Па сите сме главен? Не, Не, сите сме главни. Тоа е точно што го кажа, највеќе е застапен саксофонот во џезот и така го знаеме. Највеќе експлоатиран, но тоа е инструмент што може да отсвири секаков стил на музика на овој инструмент може да се отсвири. И, например, Оли ќе го земам пример и Љупче, они се дипломирани саксофонисти на класичниот оддел, за класична музика. Јас сум дипломиран кларнетист, Тоше е дипломиран фаготист, но сепак сроднени се инструментите со нашите други инструменти. Малце е скромен, инаку на Джез Академијата во Штип ја морам тоа да посочам зошто уствари го посочуваме како поглавен кој што упатен и поголем љубител на таа музика. Да. Значи сепак си главен на некој Па начин. не главен, ама е Кој е некој. најстар? Па добро, јас сум најстар, така се рече да. Скромен е секако, но вистинските професионалци се препознаваат и квалитетот секогаш излегува на површината. Верувам дека ова вистински момент да малку повеќе се експонирате. Верувам дека одличен период, бидејќи сега почнуваат голем број на забави, на случувања и врие расположението. Да, се. Одлично. Покрај тоа што, значи, ова ви е нешто ново, долги години неназад се занимавате со сосема една редовна професија. Да. Значи, вие сте во воениот оркестар. Вработени сме сите четворица. Што тоа значи? Што таму правите? Колку често настапувате? Па таму маршови свирите или нешто друго? Па свириме, буквално свириме секаков вид државен протокол, ги обслужуваме целата, значи држава ја обслужуваме од државниот врв, почнувајќи од претседателот па надоле. Значи коктели, приеми на председатели, пречек, други работи, испраќање на контингенти во мисии. Во склоп на оркестарот, значи, функционираат и неколку камерни, имаме и друг камерен состав со трубачи, блезери, познати под името блезери. Ние сме вториот, да речеме, помладите, и од тамо дојде малци идејата плюс, да не биде само они цело време да го носат товарот, и ти ние малце да помогнеме млада сила. Супер. Се вика и така, тоа е тоа. Тежок ли е како инструмент за свирење? Па сега си има своја тежина, ама не е најтешкиот дувачки инструмент. Сепак не е најтешкиот. Најтешкиот дувачки инструмент е трубата, како што во гудачите виолината,
што помал инструмент, поголема тежина. А кажете ми, како се станува добар саксофонист? Како во секоја друга работа, со многу повеќе работа, со помалку седење и така натака. Забушавање. Забушавање. Добре, а колку е повеќе да кажем битен талентот или пак може би работата? Дали човек кој што нема талент или музикалност може да успее да биде добар саксофонист? Со многу труд, да кажем. Па може, има случаи. Имам случаи. Тоа е исто како во спортот, слични сме ние со спортистите. Треба да внимаваме. Кога влизаш во форма, тоа е страшна работа. Талентот е поврзан со музиката и меѓутоа како велат, помалку талент, повеќе труд и се надополнуваат едно со друго. Колку одвојувате од вашето време за вежбање? Колку сметате дека е доволно секојдневно или сепак имате некој динамик каде што ите максимално се посветувате на музичкиот инструмент? Па добро сега да речеме дека имаме нели поголема километража, има денови кога и ги прескокнуваме вежбањата, но сепак минимум 2 сати во денот се доволно за ова наша возраст, со тоа што го имаме поминато школување, значи сме поминале некои 12 години минимум дружење со инструментот. 2 сати се доволно колку да се одржиме во форма. Не изоставам. А вежбате по дома? Комшиите здрави се? Да, навикнати се, Јас морам да ги поздравам комшиите. Навикнати се комшиите и многу ни е жал ако треба да го напуштиме тоа живеелиште сега други комши па тие да ги навикнуваме. Стигате просто нови. Да. Меѓутоа имаат разбирање, предпоставувам. Имаат. Веќе имаат. И сега викаат, леле и ги нашите деца. Добро. Рековте исто така дека имате широк и голем репертоар, што тоа значи, што се изведувате? Значи изведуваме од класични дела, имаме преработки на класични дела, значи аранжмани за 4 саксофони, сепак станува збор за квартет. Тука има значи забавни мелодии, песни, сега таа што изведовме првата за отворање на емисијата Can't Buy Me Love. Се преведовме така интересно. Да, што преведовме, да. Има повеќе композиции преработени за квартет за саксофони, ги искористивме. Нотите ги набавивме, сакам да кажем, ги искористивме за оваа номера, тоа да звучи онака како што треба за денешниот ден запали. Имаме и од други изведувачи, има Just Tattoos, има од Sting, имаме во репертоарот, имаме стандарди, джез стандарди. На крајот ќе чуете Pink Panther, претходно ја свиревме Take 5 од Пол Дезван. Топ, одлично. Значи нешто ако имаме желба може слободно да се обратиме и да научите за нареден пат. Слободно. Мене многу ме интересира бидејќи често оние кои што свират на дувачки инструменти, некако камерманите секогаш насочуваат кон прстите затоа што се неизоставен дел. Колку често се грижите да правите маникюр? Страшно ми Добро е кога не прашам педикюр дали, за маникюрот говорете. Ајде. Добро, природно изгледа, немаме потреба да одиме, да. Добро, меѓутоа сепак се грижите. Се миеме со сензитив. Со сензитив. Посебно крема, така си не малку да. нормално да ве закачне. Добре, дали е лесно да се усвои една девојка или идната супруга, може би сте освоиле со некој убава номера, да кажеме, на сакс? Тоа може подобро да го кажат тие што се жени. Колегите, да, ние се уште не сме колеги, како да ве прашаме, ама добро. Никогаш не се знае. Добро, девојки, ветира да имат свирите нешто, паѓаат малку на тоа. Дали ви е шармот, може би, во инструментот? Па да. Сепак има сродно, има една енергија и од саксофонот спрема нас и од саксофонот спрема девојките, така да имаме. Не се знае некојаш дали повеќе не сакаат нас или саксофонот, на почеток нас, после. Ке саксофонот? Погрешно. Нас ме се тивате с нива, знам, ама кажа треба. Иначе, затоа што сме премиерно кај вас во емисија, ќе имате, значи, привилегии. Повеќе? Така да, не знаеме како ќе ни се одвива кариерата, сепак почнуваме. Ја мислам дека штом почнавме тука што на стартот, со Мелита и нели. Така, во новогодишното наше шоу имате посебни точки. Водителките дури со капчиња ви прават малку кореографија, така да забавно. Во секој случај уште малку да позборуваме за она што ве прави посебни, а тоа е музиката. Значи за џезот претпоставувам дека барем велат дека само вистинските музичари можат џез да свират. Од друга страна, па џезот е една голема импровизација. Да, точно е дека џезот е голема импровизација, тој и така е настанат. Значи, џезот е настанат од спојување на свингот и блузот во крајниот 19 век, така да кажам. Почетокот е од црнците го има донесено, сепак тие се број 1 за џезот, но англиската крв помешана со црнечка крв, тоа е све ставено на папир, да, тие сите
да кажам, таленти што преминале во Америка. Смири се, Оли, смири се. Што ти е темперамент? Се Никога се нахна една. некако. Да, чука, тропа. И веќе свирите се уште малце, Pink Panther те вика готово. Сакав да докажам дека секој професионален музичар и секој музичар кој го сака тој стил на музика може да го свири. Значи, и таму има подстилови, во самиот джез има скоро уште некои 7-8 подстилови, така да кој во кој ќе се најде. Има некои што ги свират сите, има некои само што стрикно се свират фанк джез, некои што Имате ли свират- вие некоја омилена која што сакате и милувате да свирите често? Епа, сега затоа што сме тазе што се вика, Pink Pantherот ни е така најлепи. Најомилена. Да. Супер. А за крај уште, дали имате некој свитски познат саксофонист кој што вие можеби идол кој што го сакате и респектирате? Па сега мислам дека колегите има секој за себе. Јас може да го кажам Джошуа Редман дека ми е за тенор саксофон, а за алт саксофон Мацео Паркер може да кажам. Ние бидејќи не сме до толку се по тие класификации ваши, ќе треба малку да не обучите до следниот пат. Да. Важи? И нешто што страшно исто многу ме интересира, што правите со вашиот дрес-код? Ќе имате нови униформи. Да. Ќе имаме Како ви норми. се допаѓаат? Па сега тоа да не го Ако си буцка кажуваме, одинака, да. значи Елена. Да не го кажуваме, мислам сепак тоа нека остане ноу Тоа е комент. сепак за гардата, за Да. музичкиот дел од обслужувањето, уште не сме ги виделе новите униформи. Да. Ние А си ние ќе дојдеме да ве сликаме, може? Да, може. Па добро, зашто одиме напред, како вика креаторот. Кој што А ги со ракавици ли ќе бидете? Како ќе си? Не, со Зимно ракавици време не. може. Со ракавици нема да може. Диригентот е со ракавици, ние не сме со Да? ракавици. Кој ви е главен и одговорен диригент? Више го почнавме. Да го поздравиме мајор Драган Димитров, неговиот заменик капетан Коцев. Коцев Николче. Да возвратиме на поздравите кои што не ги пратил, благодариме многу. Да. Ова не беше планава, еве да возвратиме. Да. Да се знае дека пренесовте. Така. Добро, одлично. Ако понатаму бидете негде, значи стационирани да можеме да ве слушнеме, да дојдеме, ќе ни кажете, ние и тоа ќе го пренесеме на нашата публика, предпоставам понатаму и ваша. Одиме со Pink Panther, ви благодариме на убавото расположение на овој празничен ден што бевте дел од клубин. Ви благодариме и ние и беше секогаш огромна сме чест. тука за вас. И ние за вас. Thank